Душко Трајчев од село Облешево од мало станува парализиран, односно ја губи можноста да оди. Како што вели, како дете одел само 1 година, па потоа ја изгубил оваа можност и голем дел од својот живот го поминува ползејки. Неговото семејство, грижејки се за него, го носеле по многу болници, лекари на разни места, но лек немало. Еден ден неговиот татко го однел во црквата Света Петка во село Видовиште, каде пренокил и се измил со лековитата вода. Од тогаш цврсто застанал на нозе. Дојдеме тука и мало тугај дека ми простеват неизразо. Власи повише биле заинтересирани за црквите, они се тука било оваа црквичка многу помаленка, памнам ја јас. Била е многу помаленка и татко ми вика: "Лабе, знај, ако сакате ово дето да го однесе во Свети Олтар малку да поспие, не е добро, па после ќе си го зее. Направат ми место, остават ме таму, во Свети Олтар, преноќам." А татко ми од своје детинство гајдарџија свирал со гај. Станеме са вајле, ме однесе тамо на водата, на Скопетка, измијат ме нози, забршат ми панталони до колена, измијат ми убаво и донесат татко му си љубител на орото, на гајдата. Сега јас болена, можам што да прави, не може да умира орле. И гледа тамо како свира тај гајдарџијата, свири се од скрстил рација, ја пред него седав. Он гледал тамо у гајдата, гледал и овај маж сега што ја расправа, рипне на нози и потрча низ орото. И он по мене да ме фане, ја бегам низ орото од тај ден како сум тука измиен и ноќта сум прелазен. Од тој ден до денеска Трајчев својата приказна ја раскажува секому, потенцирајќи дека ова место е свето и лековито. Многу луѓе ги упатувал лек за своите болести да бараат токму во црквата Света Петка во село Видовиште. Јас сум и други луѓе тука доведувал, немотни доведувале се, со други се спал и преку лето и преку манастирски денов, на кај сум доаѓал да јам прочек кои да ме познават, дојдам тамо и врнам се тука сум спал во Свети Олтар многу пати. Важно, тука сум најдел аман, јас тука ќе почувам. Дај Боже сите да најдат аман. И тука не оставам, село дека ме нози држ, јас ќе доваѓам. И пешки сум доваѓал, и пат ќе доваѓам, село дека имам сила. Црквата Света Петка вчера вечер беше посетена од голем број верници кои дојдоа да запалат свеќа и да се помолат за здравје и среќа.